Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Денеска во видеото ќе гледате природа, природа и само природа. И мене секако, како ваш водител или водич низ природата. Денеска ќе одиме да ги посетиме околните ридови. Видов една мистериозна структура на Google Earth, си разгледувам по околината на Google и издогледав една мистериозна структура, изгледа како круг, па ајде одиме да ја истражиме, да го искористиме убавото време за една прошетка и на враќање да си собереме смола од бор, која што јас ја користам за кадење. Па тоа е програмата за денеска, па ајде одиме со мене да поминеме еден убав ден во природа. А еве и мистериозната структура што ја забележав. Па еве прво ја снимам од далеку, а сега ќе одам и на лице место, ќе се симнам доле да видам што е. Овака не можам ништо да видам, но сега ќе ја снимам од озгоре, па потоа се симињам доле да видам што е. Еве се симнав да истражам оваа мистична градба, интересна, меѓутоа испадна дека ова е понова градба, не е стара градба. Дали некој пробал нешто да направи, можеби трало тука за овци, не знам. Меѓутоа овие камења се па не многу одамна правени, мислам. Така да оваа градба е нова. Сигурно камењата се од некоја, можеби во околината имало друга градба или ново место, па искористени за да некој се изгради нешто. Меѓутоа во секој случај интересна градба. Местото што го одбрале не е баш добро. Затоа што ако има дождови, водата ќе се слее цела тука. Тука се прави кукичка горе на врвот или на некое рамно место каде што може да се направи место за да избега водата. Меѓутоа, ете, некој се решил тука да гради.
Во секој случај е интересно. А ја истражив градбата, сепак не беше толку мистична затоа што беше понова градба. Меѓутоа, ајде сега одиме до блиската шумичка да соберам смола и да видите како јас го чистам енергетски мојот дом. Добре дојдовте во мојата локална шумичка, ова е една мала шумичка во близина на моето екоселце, а па тука доаѓам да си соберам смола од овие борови. Ми треба смола од бел бор, а тоа е една жолтеникава течност, тоа испушта дрвото и често се наоѓа на кората и треба нежно помалку да си земете смола, а при тоа да внимавате да не го оштетите дрвото. Оно на површината има смола, ќе ви покажам сега, ќе побарам. И си собирам смола од бел бор, затоа што таа смола ја користам за кадење, односно за прочистување на просторот во кој што живеам од негативни енергии и од бактерии. Така да смолата е многу корисна за кадење. Па ајде да одиме да побараме смола. Еве смола, за ова ви зборувам. Кој што има на кората од дрвото, па внимателно ќе земете малку. Не ви треба многу и со оваа смола после јас кадам во куќата, односно ја палам внатре, таа ослободува преубав мирис и се верува дека оваа смола од бел бор чисти од негативни енергии и чисти од бактерии. Па благодарност до дрвата што ни ја даваат оваа смола. И секако ве молам, внимавајте да не ги повредите дрвјата ако собирате смола. Туку нежно наберете си малку, колку да се искадите. Ви благодарам што бевте со мене во уште едни мои дневни активности, што изгледавте уште едно моје видео. А ви благодарам на поддршката, станете членови, претплатете се, а ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.